Джудото така го сублимиравме, така да речем, досега го обработивме. Сега ме интересира аикидо. Аикидо вештината, ти си председател на Аикидо Федерацијата на Македонија. Па вака би сакал сега да ни кажеш како вовет нешто повеќе за овој спорт и што те привлече, еве ти да бидеш токму тој што ќе го промовираш овој спорт во нашата држава. Па, најпрво, ако не бев джудо мајстор, немаше да станам аикидо мајстор. Тоа е она што има компатибилни работи и помалце компатибилни или некомпатибилни работи. Ова е компатибилна вештина со джудото, а се разбира тоа вештина не е спорт, подосна ќе стане збор, ќе кажам и за реалниот аикидо кој што имаме сега, некои надпревари и така натаму. 86 година јас станав аикидо мајстор, прв аикидо мајстор во Република Македонија, документовано, и веднаш отворив секција при джудо клубот Пелистер, аикидо секција. Секцијата имаше задача да едуцира, значи, млади луѓе од Битола и од пошироко. Мене ми требаше 10 години да создам кадар кој што ќе може да отвори клубови во ширум Македонија. Имав јас таа среќа што во тоа време на почетоците многу студенти кои што беа од надворешноста, студираа во Битола, тренираа кај мене. И така да кога отидоа во своите градови, почна да го шират. Тие почна да го шират, се развира со моја помош. Јас едноставно кумував на отворањето на 99% клубови во Македонија и одев на тренинзи еднаш-два пати неделно, дури тие не застана на своји нозе. Така, еден клуб, првиот клуб во Скопје беше Маруи, кој ден денес постои, меѓутоа од тој клуб произлега уште 7-8 клубови, а клубот остана. Значи, клубот не се растури, останаја, значи, направивме дисперзија низ Скопје. Ширум Македонија негде 25-6 клуба имам отворено, од кои што сега негде 20 се активни. Има многу повеќе секции, исто, кои што работат во рамки на аикидо, на карате клубови и слични вештини. И ние трениравме, значи прво организирано тренирање, работа на аикидо се случува со формирањето на Аикидо Федерацијата на Македонија 96 година. Ова година славиме 20 години и по тој повод во месец ноември имаме повеќе меѓународни настани и промоции на повеќе книги, DVD и така натаму. За тоа може и покасно. Од 93 година почнуваме го форсираме реалниот аикидо како стил кој што е основаче покојно Љубомир Врчаревич 10 дан и тој е едноставно приспособен за баш како што спомнавте за луѓето од западната хемисфера. По психофизичка конституција одговара многу повеќе тој стил реален аикидо. Го среќавам во литературата и за тебе кога гледав таму на YouTube, реално аикидо. Реално аикидо е, значи, за реална ситуација, чиста примена, ослободено од не знам какви мистификации, демистифицирање и прилагодене на психофизичката конституција на човекот од западната хемисфера, во која спаѓаме сите ние. Значи. За поширокиот круг гледачи да кажеме основите на аикидото, кои се, како изгледа? Основите аикидо, за разлика, например, во джудо имаме фрлања, имаме два основни принципи кои се многу битни. Принцип на неравнотежа во джудо, значи противникот мора да се извади од равнотежа за да може да се пласира некоја техника и да се совлада. Тоа се постигнува нормално со посебни движења, кои се викаат шинтаи, таи са ваки полукружни, прави, праволиниски, диагонални и така натаму. Сега, најбитното во джудо е принцип, ако некој те турка, ти треба само да оповлечиш и да, значи на неговата сила, ја додаваш твојата сила и го совладуваш. За да поентираш. Ако тој те трга, ти треба само да го потурнеш и да пласираш техника. Значи, ако да има во единици, ако едно има 5 единици сила, други има 7 единици, значи 5 единици према 7-те паѓат. Да. Меѓутоа, ако тие 5
ги додаеш на тие 7, тогаш се 12 против тој што има 7. Значи тој е принцип, кога Турка повлекваш, кога влечи, треба да го Значи пак тука да турниш. психолошкиот момент е битен и таа концентрација за на своите 5, например, да ги додадеш 7 па сега има од противникот. Например, еве со животни. Има, то го објаснуваат стручњаци, значи многу постари мајстори, ова исто, кога, например, некој фати некој куче, да речеме, за 4 краци да окрени горе, кучето се труди да ја касни раката, кај што осеќа болка, кај што го држите, да речеме. Да. Меѓутоа, поблиску е стомакот, тој може да ве касни во стомак. Меѓутоа, тој оди по болката. Значи, таму кај што го боли. Значи, нерационално размислува. Или рационално мисли дека таму ќе го реши проблемот. Таму не може. Ако сега, ако касни стомакот, например, за стомак да ве касни, е друга работа. Значи, тука лежи, значи, оној принцип, исто. Влечи, туркаш, турка влечи. Сега, во аикидо имаме различно, кога тој удира или турка, вие се завртувате и го пуштате во празно. Тоа е принципот на свиок. Свиокот или ќе ве вовлечи во него и ќе ве уништи, или ќе ве отфрли од него, така. Ќе го отфрли негде куз некаде. И втора работа има, ако тој влечи, ти влегуваш натре, односно пласираш техника со влегување во противник. Да ја користиш неговата сила, али значи, го пушташ контра него. Контра него цело време го пушташ во празно. И затоа аикидо изгледа така поелегантно движење и така натаму, меѓутоа не значи дека тоа така е меко, тоа е напротив снажно и експлозивно. И тука постојат, разбира, со помош на лостови се изведуваат фрлања. Во реалниот аикидо ударите служат за скренување на внимание на противникот. Значи имаме удар, скрено внимание и пласираш техника. Или пласираш некој лост и така натаму. Дозволени се лостови врз сите зглобови од телото. Во меѓународни размени каде се наоѓа Ѓуро Илич, реков на почетокот, во куќата на славните, во боречките вештини, меѓутоа активности други, соработка, контакти, комуникација, надпревари меѓу нашите спортисти и другите од другите земји, учества на некои турнири, меѓународни и така. Доста широм светот, посебно што ние сме членка на Светскиот центар за реален аикидо, а јас сум член на бордот на директори задолжен за Југоисточна Европа, односно за Романија, Бугарија, Турција, Албанија и Македонија. Значи, исто тука со цел да се пропагира и да се развива. Ние се трудам јас исто така посебно да одржуваме семинари, контакти, сега почнуваме надпревари во реален аикидо, тие се по специјални правила за деца и мислам нешто по примерот на катите во карате, нешто слично е. И тука се цени експлозивност, се цени брзина и така натаму, и нормално се освојуваат места, медали и така натаму. И исто така треба да кажам дека имам даено голем допринос во развојот на реалниот аикидо во Турција. Уште 2000 година првиот аикидо клуб таму за реален аикидо во Истанбул го отворив. И сега има некаде во Истанбул има само 20 на клубови и сум супервизор на таа Федерација за реален аикидо на Турција. Бидејќи си одговорен, така да речам, за јужно-источниот регион од Европа, па еве интересно е да кажеш какво е интересирањето во тие земји за овие боречки вештини. Интересот е, мислам, подеднако секаде добар и тој расти. Сега зависи од условите за работа, честопати, меѓутоа овие се сите вештини и спортови кои што не барат големи средства. Јас честопати сакам во шала да кажам дека ние сме сиромаси за малце, не сме за многу средства. Значи со некој мал фонд на средства можеме да пратиме сите првенства, да пратиме меѓународни надпревари, да излегуваме и настапи, семинари и така натаму. Меѓутоа се тоа зависи од нас самите, од пошироката заедница и така натаму. Ти организираш семинари во тие земји за кои што си задолжен пред
Меѓународната федерација и Сега, каков е одзивот? Тренерски кадар таму има, нема, има. Има, последните 10 години тоа е веќе, да речам, воспоставено, се знае кој каде води, кој ниво се и така натаму. Имаме, значи, од трети дан негде до петти дан се мајстори, така да нема никаков проблем. Се враќаме на домашно, на битолско тло. Се задржуваме на Пелистер. Пелистер е клуб со традиција, мислам, Пелистер, клубот за боречки спортови и вештини. За оние другите повеќе се знае, ракометот, фудбалот, например. Меѓутоа, за овие спортови не толку. Па, дали си задоволен од одзивот на младите што доаѓаат тука во овој објект, на мене токму за тие вештини, тие спортови, колку членови брои и ме интересира интересирањето. Дали повеќе за джудо, аикидо или подеднакво. Или пак може би еден ист спортист е, да речам, талентиран и за тој и за овој спорт. Да, има и такви случаи кои што паралелно ги возат, да речем, двете работи, меѓутоа има некако трендовски работа да се движи. Во едно време беше поќе за джудо, во друго време поќе за рајлен аикидо, меѓутоа се на се, мислам, одзивот е одличен и сметам дека е многу битно, посебно за младите луѓе, да се оттргнат од мониторите сега, најново што е, пороците се една работа, меѓутоа и мониторите се друг вид на порок, значи го губат времето премногу на интернет. Едноставно немаат време за учење, фатени за тоа. Интернетот е добра работа. И само игри играат. Интернетот е добра работа и светско откритие, меѓутоа може многу лесно се губи времето таму. Ако се гледа еден филм, ќе се изгледа филмот 2 сати, завршува филмот, толку е. Овде нема крај. И се често пати тоа доведува до младите луѓе. Колку е корисен, толку е штетен интернетот. Останува сега на столица по неколку сати, покрај тоа што е на училиште така неколку часа нормално, и сега затоа тука кај младите се појавуваат тие сколиози, разни, не знам, деформитети на рбетниот стоп и така натаму. Лекот се вика джудо, реал аикидо. И превенцијата исто, и затоа ние од Петни жили се трудивме да направиме овде еден храм на боречките вештини со адаптација на овој простор кој што е двојно зголемен од да ги привлечете 5 години, да нормално да се работи. Јас велам, младиот човек треба да се занимава со спорт. Со кој не е битно, меѓутоа, ако треба да кажам кој е најкорисен, од искуство, од моето долгогодишно искуство, ќе кажам дека ова и ова е джудо и аикидо е основата на многу други работи, се повеќе страно корисни, спортови вештини и се разбира се и атрактивни. Во битолските училишта како успевате да стигнете, имате ли некои акции за да го афирмирате ова што го работите и каков е одзивот на младите? Ние го афирмираме, сега работиме еден проект, треба готов да е 101 училиште за джудо, реален аикидо. Тоа се работи од страна на Федерацијата за цела Македонија. Меѓутоа, ние стално сме присутни во училиштата или со показни вежби, мислам 15 пола сати, зависи како, и нормално преку нашите сите пропагандни материјали, видео материјали, печатени и така натаму. Наставниците за физичко воспитување ве прифаќаат? Да, имаме соработка со наставниците, мислам претежно сме. Многу е битно и кај нив да има интересирање за мислам овие дека вештини, зашто ако го нема, тогаш така тие ќе поминат. Мислам дека 80% и таму е присутна младата популација во наставничкиот, професорскиот кадар, и така да тоа не значи дека постарата немало слух, меѓутоа полесно комуникацијата е полесна. Од каде доаѓа помошта? Локалната самоуправа помага ли нешто помага за да се одржи сето помага ова, во рамките за да се организираат такви активности и да се опфатат толку млади луѓе тука во овој центар, така да кажем? Секако помага, само финансирањето би требало да биде, мислам, императив, како што е надвор, меѓутоа кај нас се уште тоа не може да види. Клубовите да се само финансират, а после она што треба најквалитетното да излегува во меѓународни рамки, тоа веќе се има друг начин како тоа може да се финансира и да се стимулира. Се разбира, локалната самоуправа помага колку што може. Има голем број на спортски клуби во
во Битола. Јас како подпредседател на Сојуз на спортови на Битола знам дека преку 45 клуба се членки во тој Сојуз на спортови. Тука со локалната самоуправа немате проблеми, бидејќи ти си вклучен таму или пак тоа? Не, мислам, општо досега од искуство локалната самоуправа има слух за спортот во градо, се разбира во рамките на можностите. И тоа е така. Со тебе вака добивам печаток дека муабетот нема крај, меѓутоа сакам да кажам нешто што е карактеристично за тебе покрај овие боречки вештини, тапаните. Па кажи нешто за тоа, а после јас ќе кажам нешто во врска со тапаните. Прво, имаме клубот, джудо клубот, аикидо клубот и будо центарот имат страшно добра издавачка дејност развиена, која што датира од 77 година до денес. Имам преку 10 книги, брошури, 5 видеокасети, 5 DVD-а. Јас имам тоа издадено. До сега се развива преку центарот, преку джудо клубот, преку аикидо клубот. И сега наскоро треба да промовираме 2 DVD-а и 2 книги за джудо и за аикидо. И сега да се надоврзам на прашањето дека тапаните, да, тапаните ми се едноставно пасија од страна на музичките инструменти. Ги практикувам многу одамна и ден денес. Меѓутоа, зошто тапаните? Тапаните пред се кај мене побудија внимание од 3 причини, бидејќи како джудиста во почетокот видов дека треба координација во простор, за вежбање за координација во простор покрај тренинго, добри се тапаните. Ритмиката која што е присутна, бидејќи 4 краци често пати работат. За ритам, пак тапаните. А нормално, така ритмиката е основна и во изведувањето на техниките и се разбира брзината, како на рацете и на нозете, при практикување на тапаните треба и за во салата. И така до сето тоа го инкорпорирав на некој начин. Пред да те видат на дело малку со тапаните нашите гледачи, она што го реков, ќе кажам нешто за тапаните. На исток многу се употребуваат за најразлични пригоди. Еве, например, бев на Олимпијадата во Сеул 1988 година и свеченото отворање цело време беше проткаено со некои звуци и удари на тапаните и со оние змаеви кои беа со најразлични бои. Тоа беше еден колорит неверојатен, ретко виден. Има друга позадина. И кога разговаравме со домаќините, кога ни го објаснуваа сценариото за свеченото отворање, ни кажаа дека тоа е карактеристично за нив. Зошто? Со тапаните и со змаевите ги бркаат злите духови. Тоа го рекоа и од тогаш ми се врежа тоа за тапаните и секогаш кога ќе видам некој удирање на тапан, веднаш помислувам на тоа. Особено присутни се. А сега еве да погледнеме и ти малку како бараташ со тапаните и докаде се твоите уметнички квалитети на овој инструмент. Еве го видовме и тоа, па сега пред крајот на емисијата малку да поразговараме и за семејството Илич. Илич е од Битола или дојден во Битола, оженет за битолчанка или не. Јас сум потоа деца, колку, што, внуци и така. Јас сум битолчен староселец по мајка, колку што знам 300 години уназад, према кажувањата на мојата покојна мајка сега. Иначе,
Мој покоен татко водеше потекло од Србија, иначе тука на служба своевремено и така, иначе јас сум роден тука. Татко сум на син и ќерка, кои се двајцата имат своји семејства и моментално сум дедо на двајца внуци, едниот неполни 3 години, Михаил, и другиот неполни 9 месеци, Алексеј. Тоа поголемото внуче ми рече пред да почнеме да разговараме во оваа емисија дека покажува нешто кон спортот. Јас претежно редовно го носам на тренинзи, кога се има тука тренинзи по малите категории и со повозрастните, и покажува некој афинитет и према тапаните исто. Така да оставиме времето да покаже. И што му предвидуваш? Може да се развие во Па се може. добар џудист или во ајкидо? Јас мислам дека генетски предиспозиции носи сигурно некој, посебно што и неговиот татко вежбаше, мислам што е професор на правниот факултет, доктор на науки и посебно тој е џудо мајстор први дан, меѓутоа специјалност му е работењето со катаните, значи со мечовите. Мојата ќерка исто долго време разборуваше и како малечка уште беше државен првак во некоја си категорија до 28 кила своевремено. И мислам се наслед дека може некоја генетска предиспозиција да се најде, дали од музика, дали така. Среќно семејство, Посебно да спортот е присутен. Посебно сино исто тапанар е подобар од мене, можам да речам. Мојата сна свири на клавир, така да има генетски, би требало да има генетски предиспозиции. Се како што треба во семејството. Тоа е едно и на крајот, бидејќи ти си искусен човек во спортот, една порака до младите, не само битолчани, туку воопшто до младите луѓе во ова наша Македонија. Па младите луѓе пред се би едноставно би апелирал, бидејќи за разлика од јас кога и моите другари, колеги кои почнувавме, стварно сега има многу подобри услови за работа, пред се мислам на спортски терени, сали и така натаму. Меѓутоа, ќе треба повеќе иницијатива да тие што помасовно се вклучат во било кој спорт, бидејќи јас знам во овие редови имало доста подоцна успешни ракометари, фудбалери и така натаму, кои денес кошаркари, кои почетоците на спортот ги направиле првите чекори во џудо клубот. Овде е многу битно, бидејќи тука се учи и техниката на паѓање, која што е неминовна пред се, да речеме, и во ракомет, и во фудбал, па и во кошарка. Така, бидејќи често пати има некои стартови кај што може да се случи некој несреќен пат. Тоа през годините, през тренирањето, децата го совладуваат прво тој страф од паѓање, потоа техниката на ублажување на падови и така натаму, координација во простор и така натаму, и после може да одат во било кој спорт. Сум имал примери, често пати возрастни луѓе доаѓале од фудбалскиот клуб или од ракометниот клуб да вежбат овде специјално паѓањата. Да, бидејќи не знаеме што значи во ракомето паѓање има на секој така, и во фудбала нормално има паѓање. Ако кажам дека повреди многу поќе таму, овде повредите се на минимум, а тоа значи пак дека прво се учи таа техника на ублажување на паѓањата, па после се учи таа техника другиот дел на техниките. Повеќе кратна е користа од бавењето со овој спорт и за другите спортисти, еве ова што го кажа. Сега го гледам црниот појас, да не испуштиме на крајот од емисијата да кажам дека си носител на црн појас 7 дан, тоа е највисок црн појас во таа категорија во нашата држава, а до каде може да се стигне само уште тоа? Јас сум носител на 5 дан за џудо и 5 дан за џиу-џицу традиционална и 7 дан за реален ајкидо. Значи, во сите дисциплини највисока точка е 10-тиот дан. Значи, тоа е дан, јапонска терминологија нема врска со ден, некој тоа нема врска со ден. Порано новинарите во ден го прекрстувавме, значи, да не биде на српски. Како што е во фудбал, во боксо, англиска терминологија, усвоена, јапонска терминологија се во овие спортови.
дан се мајсторски појаси, има и Q ученички појаси. Тие се Q се вика, тие се од жолт преку портокалев. Што треба да стигнеш до 10-ти дан во реално аикидо? Па, мислам да продолжам со работа и така се разбира тука. Ке стигнеш? Се разбира тука и ова работата, научна работа во смисол на пишување на книги, пропагирање и ширење се разбира на вештината и на спортот. Сето тоа бидејќи тие на 10-ти дан, од 9 и 10-ти дан се академици веќе, на ниво на академици се. Така да, јас чисто еден куризитет, Будо Светската федерација пред 2 месеци, 3 ме извести дека ми доделја 10-ти дан, тоа седиштето е моментално во Истанбул, за сите мои досегашни залагања и резултати и што имам дела исто, пишувани книги, снимени... Никако да го завршиме разговорот, тебе ме подсети за книгите, пишување книги, колку ги имаш, потоа имаш видео касети, видео проекции со елементи од вештиниве со кои се занимаваш и каде се тие се распространети? Дали само во Македонија или одат и пошироко во светот? Првиот мој пишан труд е 77 година, тогаш издадов една скрипта Джудо Джиу-джитсу во 2 дела. Подоцна следеше уште една скрипта, потоа прирачници, да 84 година ја напишам првата книга на македонски за джудо, која имаше реиздание 95-та година, проширено издание. Во меѓувреме имав уште 6-7 прирачници и 5 видеокасети. Куриозитет е тоа што првата видеокасета документовано во Југославија, поранешна ја снимив јас 89-та година, по повод 20 годишнината на постојањето на джудо клубот Пелистер, и тоа го направивме на еден меѓународен семинар, бидејќи од 83-та година до 93-та година држев сојузни семинари секој лето во феријалците, во феријалното летовалиште од Битола во Преспа, во Претор. Иако беше многу тешко и немавме искуство ни во монтажа, ни ние сами ја монтиравме. Да, ама успеавте да направите. Успеавме, меѓутоа имавме голем жар тоа да се направи и баш сега направивме еден ремейк на таа касета. Снимивме тој материјал, го снимивме во сала овде и исто под наслив Джудо спорт самоодбрана рекреација, така се викаше и тогаш. И мислам дека и таа касета, а односно тоа DVD ќе го промовираме скоро. И тука, конечно, дојде крајот на разговорот. За нашите гледачи да кажам дека тоа беше Ѓуро Илич, познат во светот на боречките вештини, еден од најпознатите наши, би рекол, вистински репрезент на овие вештини од Македонија надвор во светот.